Токму на таа тема ќе зборуваме денес со нашиот гостин во студиото, а поттикнати од она што неодамна беше објавено, дека ќе се формира ќе се формираат хибридно младински иновативни центри на територијата на државата кои што ќе работат за доброто на младите. На оваа тема денес зборуваме со Васко Кичевски, секретар за јавни политики во владата на Република Северна Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Видовме што видовме предходно. Денеска пред емисијата, читајќи повесниците, налетев и на уште една информација дека Германија повторно ги олеснува начините за вработување за луѓе од овој дел на Европа, а нам ни се случува екзодус на млади луѓе. Што ќе направиме за да ги задржиме младите дома? Добро, изминативе 30 години овој проблем се провлекува, почнувајќи од 90-те години па навака, како се олеснува визниот режим во Европската унија, така се зголемува бројот на младите кои што заминуваат. И пред се луѓе кои што се квалитетни, бидејќи, знаете, кога можете да се снајдете во било кое општество, а гледате подобрини на негде на друго место, ја напуштате државата. За жал, до овој момент ние имаме сериозен проблем со иселување на младите од државата. За таа цел решивме... И со намален наталитет паралелно... Тоа е дополнителен проблем на самата држава, бидејќи со намалениот наталитет и изголемувањето на бројот на иселени лица од Македонија, ние несвесно допринесуваме државата да иде назад наместо нанапред. Зошто? Бидејќи со самите тие млади паметни кадри кои што заминуваат, тоа се готови кадри кои што се создаваат во Македонија, а потоа идат во западноевропските држави и како готов кадар ги зимаат таму во Европската унија и потоа имаат придобивки од самото тоа учење кој што го добиле тука. Токму тоа е причината за создавање на еден ваков културно-иновацијски центар, кој што ќе значи дека младите ќе имаат можност, сите некои што имаат идеја да развијат свој бизнис, да почнат со обука, бидејќи во Македонија постојат во момент 3 акселератори, меѓутоа немаме стартап центар. Токму тоа, од идеја до создавање на свој сопствен бизнис, поддржано од државата и разни програми кои што ќе бидат внатре во самата институција, ќе имаат програми од 12 месеци, 18 месеци, пошто понатака ќе може да продолжат во формирањето на сопствениот бизнис. Ова е еден од начините за да допринесеме да ги задржиме младите тука. Ваков тип на центри постојат секаде во Европа, постојат и во околните земји, редно и ние овдека да направиме нешто повеќе за да можеме младите да им овозможиме да створат сопствен бизнис. Тоа е едниот дел од овој проект. Вториот дел од овој проект е алтернативната културна сцена која што ќе се формира во самиот објект, а тоа значи дека оние млади културни уметници ќе можат на една сцена која што ќе биде целосно независна и управувана од невладините, чадор невладини организации, да се изразат и критички пред се развивање на критичка мисла која што е многу важна при развојот на едно општество. Од прилика ни кажавте како би функционирала оваа институција која што е во формирање, се уште не е почната со работа официјално. Значи, ова е почеток на целиот процес. Веќе изнајдовме простор кој што во наредниот краток период во текот на летото ќе се официализира, потоа тој треба да се реконструира и во тој простор да се направи овој центар. Начинот на функционирање во суштина е целосно оставен на невладините организации. Државата ќе учествува со еден дел, бидејќи сепак тоа ќе бидат државни пари, но главната идеја, главниот начин на функционирање ќе биде целосно независен и контролиран од невладини организации. Како тоа ќе функционира? Постои еден закон, тоа се вика Закон за формирање на мешовити установи. Тоа ќе биде формирање, како не знам, нешто на граѓаните да им стане јасно. Значи имаме една институција, тоа се вика јадро во општина Центар, и тоа ќе биде на ниво на држава со многу поголеми капацитети и невладините организации ќе имаат и свој програмски директор, ќе имаат и свој директор, се разбира, одобрено од владата, бидејќи сепак ќе се користат делумно пари од државата, а тоа ќе бидат парите за редовни трошоци кои што ги имаат оние комунали и останато, но цела програмска работа на институцијата, парите и средствата ќе ги обезбедуваат самите невладини организации преку разни форми, дали се тоа проекти од Европската унија, дали се проекти од државата, културни проекти од министерството, постојано има повици, јавни повици, така да самите тие ќе мора да си ги обезбедат средствата за функционирање на програмата на самата институција.
Колку што имам информација, за се ова, вака, да почне да се зборува на оваа тема, Стартап Македонија и Културно ехо беа иницијатори на ова. Ви се допадна предлогот и добро е што изреагиравте, бидејќи како држава мора да размислуваме сите заедно како да останат младите во државата. Но, дали се ова што ќе го направите ќе биде насочено само кон младите што сакаат да започнат сопствени бизниси, ама нема доволно финансиски средства за тоа и се разбира логистичка поддршка? Прво, идејата е малце постара, бидејќи Културно ехо имаше една друга идеја која што се викаше Купром, тоа се оние стари напуштени објекти. И постојано се говореше за тоа, меѓутоа сега изнајдовме, просторот беше проблем, изнајдовме и простор и начин на функционирање и тука ќе почнеме со целата идеја. Што се однесува до прашањето за тоа беше за дали младите, дали само за оние што сакаат да започнат сопствен бизнис? Значи се работи за простор кој ќе биде coworking space, вика тоа на англиски, меѓутоа тоа е простор каде што ќе може поголем дел од не само младите, туку сите оние кои што сакаат да започнат бизнис и ќе биде простор кој што ќе биде возможен доколку работите од дома, да си го посетите, ќе имате бесплатен интернет таму, ќе има бесплатно сметководство, ќе има обуки, ќе има оние бизнис ангели кои што ќе си имаат своја канцеларија таму, се разговара и со дел од амбасадите да имаат свој простор за одредени книги и останат литературен материјал, да имаат простор таму да може бесплатно да си го земат. Значи, буквално простор за развивање на еден цел бизнис, односно за почеток од идеја до почеток на бизнисот, па потоа идејата со бизнис акселераторите, трите кои што ги имаме, еденот е при УКИМ, другиот е Сивус и третиот е X Factor, а на крајот нели се тоа поддржано од ФИТР како институција која што понатака може да се направи една целосна комерцијализација на идејата. Од досегашното искуство, имаме ли потенцијал за вакво нешто? Имаме потенцијал, имаме и потреба за вакво нешто. Потреба секако имаме. Значи, ние имаме многу млади луѓе кои што имаат одлични идеи, кои што не секогаш е проблем финансиите, како што кажав, имаме и луѓе кои што имаат и пари, кои што сакаат да инвестираат во млади луѓе, но тоа мора да се стави во една рамка и да може да профункционира, повторно ќе кажам, независно од државата и функционирањето на државата, бидејќи не смее државата да се меша во бизнисот и ова е само алка од целиот синџир кој што е потребен за да можеме да развиваме нови бизниси кои што понатака ќе донесат и дополнителен приход и за државата и за тие собственици кои што ќе бидат. Во случајов вие сте тој ветер во грб што им треба на луѓето кои што сакаат да се осмелат да се обидат да направат. Да, затоа што тоа ќе биде концепт, како што кажав, идејата ќе имаат помош од професори од универзитетот при УКИМ, потоа ќе имаат помош, како што кажав, од бизнис ангели, ќе имаат простор за тоа да го реализираат и ќе треба напорна работа за секоја една идеја. Нели нормално е од идеја до реализација, целата работа е идејата, а потоа е многу напорна работа за да може да се успее еден бизнис и да искочи на отворениот пазар. Имаме такви примери во држава до сега и мислам имаме примери кај што млади луѓе започнале собствен бизнис и работат одлично со надвор од Македонија. Тие се во држава, но работат со компании надвор од Македонија и тоа само покажува дека доколку се сака се може. Трендот на работење од дома, работење онлайн е нешто кое што е незапирливо. И тоа само покажува дека младите луѓе можат да направат свој бизнис онлайн, кој што потоа ќе го продадат надвор, а зошто да не тој бизнис да се направи во Македонија, зошто не се продаде на целиот пазар, бидејќи пазарот е веќе отворен. Пазарот не е затворен ко пред 20 на години. Ние многу лесно можеме да допреме до другите пазари и да можеме да овие млади луѓе да успеат и да направат сериозни приказни кои што потоа, како што кажав, не ски имаат само добробит за себе, туку ќе имаат добробит и за граѓаните тука, ќе овозможат дополнителни работни места, ќе има приход државата, ќе собира повише данок, така натака, цело едно општество ќе има придобивка од еден ваков еден центар. Може би не е толку во темата, но додека зборувате сега помислив на тоа за онлайн работењето на луѓето, може би може да привлечеме и така наречени дигитални номади во државава, па да им овозможиме услови од овде да си го тераат бизнисот, а државата сепак да има некаква корист од тоа.
Тоа е тој coworking space кој што ќе биде овозможен. Значи тој ќе биде бесплатен, ќе биде овозможено таму да можат граѓаните, односно овие дигитални номади да работат. Се работи за голем простор, некаде околу 2000 метри квадратни зборуваме простор, значи простор кој што ќе има место за развој и за поддршка на ваквите бизниси. Добра идеја, јас посакувам и одлична реализација. Кога отприлика планирате вака се да биде официјално завршено и да започне со работа? Добро, процесот кој што ќе биде реконструкција би сакал, односно со таргетот е да пред крајот на годината да започне или можеби првиот месец од наредната година, но процедурите кои што се ќе ги започнеме во текот на летото, формалностите да се завршат до крајот на годината и да се отпочне со реконструкцијата на објектот, со што верувам дека во текот на наредното лето веќе ќе имаме една промоција и се надевам дека сите заедно ќе отидеме таму и ќе видиме зашто всушност сега правиме мовабет, дека правиме мовабет за нешто убаво, за нешто кое што ќе има добробит за сите. Секако дека ќе дојдеме, ние сме секогаш тука за да поддржиме идеи, за да поддржиме програми, за да поддржиме се она што придонесува не само за развој на државата, особено за задржување на младите луѓе да не си заминуваат. Од тука се надевам дека ова е еден добар начин и дека сте на добар пат. Барем да го, ако не, веројатно и не може да се запре процесот, но барем да се успори процесот на иселување на млади луѓе од државата. Да, процесот веројатно не може да се запре, меѓутоа, знаете, има примери каде што и доста луѓе не успеале во западноевропските земји, па се враќаат назад. Значи процесот на иселување постоел секогаш и движење на народите. Ние сме печалбарска земја, но секако, така, од секогаш. Но секако дека од ваква една нација која што нели се иселува, секогаш дека имаме и простор за враќање на дел од кадрите назад и овозможување на овие кадри да направат нешто повеќе во сопствената држава. Кога го спомнав печалбарството, веројатно на крајот на разговорот можам и да констатирам, можеби за мојата генерација и не беше толку страшно печалбарството пред 30 години, затоа што тоа не го чувствувавме на сопствената кожа. Денес кога дојда нашите деца да размислуваат да заминат во странство, веројатно многу повеќе боли и затоа се обидуваме нели со сите сили на сите начини да им овозможиме достоен и пристоен живот во родната земја. Така е. Значи идејата на крајот е тоа да овозможиме достоен и пристоен живот за младите овдека, заработувајќи на европскиот и на светскиот пазар. Многу ви благодарам за гостувањето денес. Јас навистина ви посакувам да го остварите се она што го имате планирано. Ќе бидеме во контакт, кога ќе биде отварањето, сигурно ќе дојдеме, па може и да чуеме некоја успешна приказна која што би излегла од сето ова. Благодарам на поканата, со задоволство и во текот на целиот проект. Поканети сте секогаш, повелете, ќе видите све и ќе бидете во текст со целиот проект. Ви благодарам многу, почитувани, тоа беше Васко Кичевски, советник на премиерот во владата на Република Северна Македонија.